Пред да започнеме, јас би сакала да се помолам на Бога, а исто така и вие. Останете со мир во срцето. Господи Татко Небесен, во името на Исус, Ти даваме сета слава и чест. Ти благодариме, Господе, за овој миг, за оваа конференција. Ние, Господе, копнееме за Тебе и Твоето име да го прославуваме. Излего Твојот Свети Дух врз секој еден од нас, врз секое срце, врз оваа сала. Господе, дај ни разбирање во срцето, уши што слушаат, очи што гледаат од Твојата вистина, Господе, која што ослободува од тајните на небесата. Ние Ти благодариме, Господе, јас Ти се предавам во целост, употреби ме. Ти благодарам, Оче, во името на Исус. Ти се предавам во целост, а Ти, Господе, зборувај и действувај низ мене. Ти благодарам, Господе, што Твоето Слово, кое што е живо, ни дава живот на сите нас. Ти одаваме слава и чест во името на Исус. Слава на Бога, слава на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Ајде да кажеме слава на Бога. Кажете слава на Господ Исус Христос. Сета слава му припаѓа на Бог. Амин. Така е. Верувам дека сте спремни да започнеме со нашата прва сесија. Бог и Божиот план. Веројатно се прашувате, многу пати сте мислеле во минатото кој е Бог и каков е неговиот план за нашиот живот. Меѓутоа, неговиот план ние го откриваме кога читаме од Светото Писмо и кога разбираме дека каков е неговиот карактер и каков е Бог како личност. Имено, кога Бог го создаде универзумот, тој утврди принцип за да владее со него, а тоа е принципот на авторитет. Самиот Бог е највисокиот авторитет. Бог ги создаде архангелите. Под архангелите беа ангелите. Кога човекот беше создаден, тој беше исто така создаден под Божиот авторитет. Авторитет значи право на управување и право на владење. Целиот авторитет му припаѓа само на Бог. Зошто? Затоа што Бог створи се. Бог е креаторот на сите нешта. Во Царството Божјо, суштествата и ангелите го прославуваат Бога и сега ќе прочитаме еден силен стих од Откровение 4 глава 11 стих, каде што гледаме како го слават. Достоен си Господи и Боже наш, да ја примиш славата и честа и силата, зашто Ти си создал се и заради Твојата волја суштествува се и е создадено. Амин. Бог е апсолутен, Бог е семоќен, праведен, се зависи од Него. Бог е суверен, значи независен, но ние знаеме дека Бог е љубов. Љубовта не е само негова карактеристика. Љубовта е неговата суштина. Дали го разбирате тоа? Бог е љубов, но тоа не е само карактеристика. Тоа е неговата суштина. Штом осознаваме дека Бог е љубов, тоа значи дека Бог сака својата љубов да ја излее врз некого, нели? Некој што ќе биде примач на таа љубов. Сад кој што ќе ја прима таа љубов и ќе ја пренесува. Бидејќи Бог е љубов, човекот го створи по Божји образ и човекот е дело на чија љубов? На совршената Божја љубов. Тоа значи дека човекот кој што е дело на љубовта не може да обстане без љубовта. Бог кога го створи Адам го опсипа со неговата љубов. Меѓутоа, кога човек ја прима Божјата љубов, а не ја дава, се чувствува осамено. Затоа Бог му створи помошник, сопатник, а тоа е Ева, неговата жена. Бог кога ја створи земјата и кога ги створи луѓето, тој ја изрази својата љубов и својата потреба да створи фамилија каде што ќе изразува неговата совршена љубов. Амин. Значи, Бог не створи со одредена цел. Во Битие во првата глава, од 26 до 29 стих читаме: Потоа Бог рече да создадеме човек според нашиот образ, според нашето подобие, како што сме ние, кој ќе биде господар над морските риби, над небеските птици и над добитокот, на целата земја и на сите гадинки што лазат по земјата. И Бог го создаде човекот според образот свој, според образот Божји го создаде машко и женско ги создаде. И ги благослови Бог и им рече: плодете се и множете се и наполнете ја земјата и господарете над неа
и овладајте ги морските риби и небеските птици и сите животни што лазат по земјата. И Бог рече, еве ви дадов секакви билки што даваат семе по целата земја и секакви дрвја што во себе имаат семе според својот род и вид, тоа да ви биде за храна. Божиот план за човекот, кога ја створи земјата и кога го створи човекот, неговиот план беше да човекот господари со сета земја, да господари над добитокот, над небеските птици, над гадинките, над рибите морски и слично. Бог ги благослови Адам и Ева во плодност да се размножуваат и целата земја да ја населуваат. Она што е важно да разбереме во овој контекст е дека Бог овозможи прекрасна средина на заедништво со луѓето, со Адам и Ева, каде ја створи Едемската градина. Едемската градина или рајската градина беше рајот на земјата. Во таа градина Господ се среќаваше со Адам и Ева и зборуваше со нив, имаше заедништво со нив. Во рајската градина полна со дрвја и со убавина, кога читате од Стариот Завет ќе забележите дека Адам и Ева живееја во изобилието на Божиот благослов. Значи беа благословени и беа обсипани со Божиот благослов, со неговата љубов. Едемската градина беше место каде што Бог го воспостави своето царство Божјо на земјата. Дали го разбирате тоа? Фактички рајската градина беше прототип на царството Божјо. Адам и Ева не само што можеа во оваа градина да ја примаат Божјата љубов и Господовата слава, туку тие можеа и од тука да ја разнесуваат низ целата земја. Бидејќи Бог е љубов, тоа значи дека никој не би приморал насилно да откликне на неговата љубов, која што ја дава безрезервно и безусловно. Затоа Бог му даде на човекот да има право на слободна волја, право на избор. Се разбира, Бог го предупреди човекот да не ја наруши Божјата замисла за него. Затоа го читаме и следниот стих од Битие 2 глава, 16 и 17 стих, вели: И му заповеда Господ Бог на човекот, велејќи: Од секое дрво во градината можеш да јадеш, освен од дрвото за познавање на доброто и на злото. Од него не јади, зашто во оној ден кога ќе вкусиш од него, ќе умреш. Помеѓу Бог, кога го створи сето она кое што е творение во универзумот, помеѓу архангелите го створи, знаете вие добро, Луцифер, така? Сте слушнале за Луцифер, кој што е светлоносецот. Луцифер беше архангел и беше поставен на највисоката позиција меѓу ангелите. Тој беше најмудриот, најубавиот, најмоќниот. Но тој се возгордеа и дури сакаше да го завземе местото на Бог. Затоа, по повод на оваа тема, сакам да ви прочитам и од Исаија, 14 глава, 13-14 стих, вели: Зборуваше во своето срце, ќе се искачам на небесата, над Божјите звезди ќе се издигнам престол за себе. На собирната гора ќе престолувам на краен север. Ќе се искачам во облачните висини, ќе бидам еднаков со Севишниот. Ова е ставот кој што го имаше Луцифер кон Бога. Се возгордеа и веќе сакаше да владее, сакаше да го завземе местото, престолот на Бог кој што е апсолутен авторитет. Луцифер направи бунт против Бога, дигна бунт против Бога, се побунтува против Божиот план, против Божиот апсолутен авторитет. И со себе понесе и 1/3 од ангелите. Ги заведе во тој бунт против Бога, но Бог не ги уништи. Бог ги изгони од неговото царство. А Луцифер, кој што беше архангелот, кој што е светлоносец, стана Сатана, кој што значи заговорник, кој што значи обвинувач, односно ѓавол. Додека ангелите кои што паднаа со него беа наречени, паднатите ангели, демони. Зошто ова е важно? Затоа што сите ние кога ќе го видиме Божиот план, каков е од самиот почеток, ќе разбереме дека Бог промислува најдоброто за нас. Амин. Во Езекијел 28 глава, 16 и 17 стих објаснува токму за Луцифер, за сатаната. Тргувајќи изобилно се наполни со насилство и згреши.
Така те отфрлив од Божјата гора, те истргав херуву заштитнику од средината на огнените камења. Срцето ти се возгордеа заради твојата убавина, ја занемари својата мудрост заради своето богатство. Те фрлив на земја и те предадов на земните цареви, за да те гледаат презирно. Сатаната заедно со паднатите ангели воспостави царство наспроти Бог и Божјото царство. До тогаш, се што беше створено на земјата беше под управување на Бога, во покорство кон Бога. Но во моментот кога Луцифер отпадна, тој го створи своето царство. Во универзумот започна постоеја, Божјото царство и царството на сатаната. Сатаната воведе нов принцип, а тоа е принцип на бунтовништво. Ова е многу важно да го разберете, затоа што е тоа бунт? Бунт е став на срцето кон Бога, кое што вели, можам јас сам по свое, не ми треба Бог. Ке си живеам јас како што сакам, ке си правам по мое. Сатаната посака овој бунтовнички дух да го постави во луѓето. И затоа се приближи на Ева и ја заведе да касне од дрвото, односно од плодот на дрвото, за кое што Бог им кажа, немојте да јадете од тоа дрво, бидејќи во моментот кога ќе јадете од тоа дрво, ќе загинете, ќе умрете. Ева така му одговори на ѓаволот кога тој ја мамеше да земе од тоа дрво, да касне од тој плод. Но Луцифер, односно ѓаволот, како змија сторен, што и кажа тогаш на Ева? Не, нема да умрете. Туку во моментот кога ќе каснете од забранетиот плод, тогаш ќе станете како богови. Во тој момент што се случи? Во тој момент Ева скина од забранетиот плод, касна, а потоа му даде и на Адам. После овој чин, Адам и Ева го прекинаа заедништвото со Бога. Славата Божја повеќе не ги покриваше и соочени со голотијата, ја го изгубија присуството на Бога, а рајот кој што беше поставен на земјата се повлече. Адам и Ева започнаа да живеат независно од Бога. Имено тие веќе се соочија со последиците на гревот. Тие се соочија со тоа што значи да го изгубиш Божјиот благослов. Тие веќе не можеа да бидат во заедништво со Бога. Тие сгрешија и се соочија со последиците на гревот. Имено, веќе не беа под Божјото управување, туку тие одлучија да излезат од Божјото управување и од покорноста кон Бога. Принципот на бунтовништво. Ние слушаме за принципот на покорство кон Бога и подоцна ќе го разработиме. Но принципот на бунтовништво кон Бога, рековме дека се изразува со тоа ќе живеам по своите стандарди. Како се изразуваше? Гревот преку Адам се пренесе на целото човештво. И што се случуваше во човештвото? Луѓето се убиваа, се мразеа, стануваа себични, алчни, правеа бунтовништво, хулеа, вршеа блуд и разврат. Преку Адам, целата бунтовничка природа се пренесе на целото човештво. Библијата вели, сите скитавме како овци и секој одеше по својот пат. Луѓето кои што се неспасени, во Библијата ги среќаваме како деца на непокорност, односно децата кои што живеат во принципот на непокорството кон Бога. Вие знаете дека сте повикани да му служите на Бога и денеска зборуваме за Бог и за тоа каков треба да биде нашиот однос кон Бога. Но најпрво треба да разбереме за Бог и за Неговото совршено царство. Царството на Бог е царство на љубов. Секој човек, дури и оние луѓе кои што се отпаднати од Бога и кои што не веруваат во Бога, сите тие луѓе го носат неоткинливиот копнеш кој што го носеше и Адам. А тој копнеш кој беше? Да се љуби и да се биде возљубен. Но човечката љубов не е совршена и не ги исполнува длабоките копнежи на луѓето. Човечката љубов, ние која што ја познаваме, на некој начин е ограничена и условена. Љубиме, но очекуваме да не биде возвратено. Адам, кога излезе од рајската градина и кога беше прогонет и кога беше веќе соочен со гревот и со бунтот, неговото срце копнееше за Бог и за неговата љубов.
Како што бунтот се пренесе во целото човештво, како што гревот се насели меѓу сите луѓе и ѓаволот завладеа на самата земја, така и во секое срце, без разлика дали е верник или неверник, се насели копнежот да бидеме исполнети. Луѓето сакаат да бидат исполнети, некои тоа го прават со работата, некои тоа го прават со различни други чекори. Затоа многумина наивно или свесно стануваат жртви на пороци, на средства кои што привремено ги задоволуваат нивните потреби да бидат исполнети. Затоа луѓето влегуваат во грев и последиците на гревот, во блуд, во разврат, променуваат партнери, патуваат, досадно име, затоа користат дроги, алкохол и прават нешто да им биде интересно, а пред се во позадина стои потребата да бидат исполнети. Зошто тоа се случува? Заради тоа што луѓето сакаат да бидат реализирани, но не знаат како. Како може човек да биде реализиран, да биде целосно исполнет? Само преку Бог, кој што го има начинот за нашата целокупна реализација. Луѓето страдаат и копнеат, ја бараат љубовта на нивниот живот. А тоа е Бог. Јас верувам дека сте поминале низ различни агонии, солзи кога сте мислеле дека се нешто ви недостига, дека сте болни, дека сте отфрлени, осамени. Но знаете ли таа жал и тој плач во вашата душа, зошто бил? Дали сега осознавате? За да имате средба со Бог. За да ви исполни со неговата љубов. И секоја пукнатина во вашата душа да биде исполнета и затворена. Амин. Кога зборуваме за Бог, јас се веселам и се радувам. Затоа што е привилегија да се зборува за Бог. Вие знаете дека јас не сум човек кој што е совршен како и секој ден од нас. Но вие сите знаете за моето минато, какво беше и имав најдобри намери да помагам на луѓето и на народот, но при тоа грешев. Грешев користејќи се со различни начини и принципи, кои што мислев дека се Божји, кои што мислев дека Божјата совршена љубов ќе се излева врз луѓето, но грешев и болеше и страдав. И никој тоа не можеше да го открие од луѓето. Само Бог знаеше што поминував и како ми беше. Верувам дека сте поминали низ слично искуство. Бог ве сака, без разлика дали имате гревови или немате гревови. Сакам да ви објавам дека Бог ве љуби такви какви што сте. Бог ве сака, но не го сака гревот. Кога вршиме грев, кога уживаме во гревот и во грешните дејствија, на таков начин не му дозволуваме на Бог да влие и да управува врз нашиот живот и со нас и во нас. Затоа гревот треба да го тргнеме од нашето срце. Бог не можеме да го разбереме, но кога читаме од Светото Писмо, Бог ни се открива преку Неговото Слово. Знаете, во Библијата јасно е кажано дека постои само еден Бог. Само еден е Бог, кој што не може да се спореди со никој и со ништо. Во Исаија 46 глава, во 5, но и во 9 стих читаме: Со кого бисте ме споредиле и изедначиле? Со кого бисте ме споредиле? Кому сум му сличен? Спомнете си за минатото. Јас сум Бог и нема друг Бог, никој не ми е сличен. Амин. Бог е еден, уникатен, семоќен, се е во негови раце. Бог е без почеток и крај. Зошто? Бидејќи самиот Бог е почеток и крај. Во Откровение, во 1 глава, 8 стих читаме: Јас сум Алфа и Омега, почеток и крај, вели Господ, кој е, кој беше и кој иде, Седржителот. Амин. Бог е само постоечки и Бог има живот во себе. Бог е апсолутен извор на се и првична причина за се што постои. Неговото име е Јас сум кој сум. Бог е вечен или Ел Олам. Тој е Ел Рој, што значи Бог кој гледа се. Бог е дух, независен од материјата, од просторот, независен од времето. Тој е невидлив, иако нас ни се објавува видливо преку Неговиот Син кој што е Исус Христос. Бог знае се, Неговата интелигенција е неограничена и Бог не треба да учи. Бог ги знае сите наши мисли, нашите судбини, мотивот на нашето срце.
Се е соголено пред него. Ништо скриено нема пред него. Вие тоа добро го знаете. Да прочитаме следниот стих, кој што тоа ни го потврдува. Евреи 4 глава, 13 стих вели: и нема создание кое е невидливо пред него. Туку се е голо и откриено пред очите на оној пред кого ние ќе дадеме сметка. Пред кого ние ќе дадеме сметка. Знаеме дека Бог е совршен. Кога ќе помислам дека треба да дадам сметка за сите мои постапки, за моите мотиви во срцето, за моите мисли и зборови, се соочувам со преиспитување, длабоко преиспитување. Што и да правам, јас не можам да се оправдам. Зошто? Бидејќи само Бог е праведен. Каков е Бог? Бог е вистинит. Бог е праведен. Бог е верен. Второзаконие, 32 глава, 3 и 4 стих, вели: зашто ќе го возвишувам Господовото име, а вие величајте го нашиот Бог. Тој е стена. Делото му е совршено, зашто се прави сите негови патишта. Тој е верен Бог и нема неправда. Тој е праведен и вистинит. Значи, каков е Бог? Верен Бог. Тој е праведен и вистинит. Знаеме и спомнавме дека Бог е љубов. Тоа го читаме и во 1 Јованово послание, 4 глава, 16 стих, вели: и ние ја запознавме и верувавме во љубовта која Бог ја има кон нас. Бог е љубов и кој останува во љубовта, останува во Бога и Бог останува во него. Амин. Бог е светлина и во него нема темнина. Го имаме и тој стих. Да прочитаме 1 Јованово 1 глава 5 стих. И ова е веста што ја чувме од него и што ви ја јавуваме вам. Бог е светлина и во него нема никаква темнина. Знаеме дека Бог е љубов, знаеме дека е милостив. Но луѓето кога зборуваат за Бог, најчесто кога ги прашувам веруваш ли во Бог, тие тврдат дека веруваат во Бог. Тие веруваат дека Бог е љубов и само толку. Но Бог е верен, Бог е праведен и вистинит. Бог е светлина. Бог е љубов. Но има една друга карактеристика, за која што луѓето не сакаат да поверуваат дека е вистина. А тоа е дека Бог е одмазник и гневен. Знаете, во Евреите пишува во 12 глава, 29 стих, дека Бог е оган што проголтува. А исто така од Стариот Завет ќе прочитаме во Наум 1 глава, 2 и 6 стих, вели: Господ е Бог ревнител и одмазник. Господ се одмаздува и се гневи. Господ им се одмаздува на своите противници. Издржлив е во гневот против непријателите. Кој може да издржи пред неговото негодување? И кој ќе издржи пред пламенот на неговиот гнев? Неговиот гнев се излева како оган и стените се распаѓаат пред него. Амин. Учиме за Бог карактеристиките на неговата личност. Јас верувам дека веќе кај многу од вас имате откровение во вашето срце и имате однос, личен однос со Бога. Вие знаете дека Бог е троединен. Што тоа значи? Бог е еден, но тој е троединен, кое што значи дека вечно постои како три личности. Тоа е Отецот, Синот и Светиот Дух, а секоја личност е целосно Бог и сите три личности се Бог. Бог Таткото, Синот и Светиот Дух се една суштина, но различни личности. Секоја личност ја има целата суштина на Бог. Тие се еднакви во дејствијата, но Синот и Духот се после Отецот, кој што е првата личност и апсолутен извор на другите две личности. Синот и Светиот Дух се зависни од Отецот, но се еднакви во статусот и во суштината. Синот и Духот се исто така зависни еден од друг. Синот го испраќа Светиот Дух кој што доаѓа од Отецот небесен, а пак Духот го помаза Синот кога беше на земјата. Исто така е важно да запамтите дека и Отецот е зависен од другите две личности на неговата личност. Без Синот и Духот, Отецот не би бил татко. Таа уникатност е карактеристична само за Бог. Сите тие три личности се едно битие и се што го прават во совршен ред и хармонија. Тие се во вечно единство. Дали го разбирате тоа?
Имаат различно дејство. Бог таткото, знаете дека создава се и се започнува од него и со него. Тој е еднаков со Синот и со Светиот Дух, но од него почнува се. Таткото го испраќа Синот и Светиот Дух. Бог Синот ги отплати нашите гревови кога слезе на земјата, но исто така и се застапува пред Бог Таткото во наша одбрана. Бог Светиот Дух, кој е Бог Светиот Дух? Тој што не усовршува, не води во светост, кој што ни помага да ни се открива Божјата вистина ослободува. Зборот кој што е опишан за Светиот Дух во Новиот Завет е параклетос, кој што значи помагач или утешител. Светиот Дух ни овозможува да се осветуваме и усовршуваме и да ја шириме нашата вера за Христос кон сите околу нас. Амин. Зборувавме многу често досега, но и сега ќе истакнеме на вистина дека Бог е свет. Што значи свет? Верувам дека го знаете зборот свет. Хагиос, од грчкиот збор хагиос, кој што значи да се биде одделен. Бог е совршен, Бог е свет. Бог е одделен од својата креација која што е несовршена. Меѓутоа, Бог се изразува со неговото совршенство, со чистотата на неговиот морален карактер. Во Исаија ќе прочитаме еден многу силен стих кој што верувам дека ќе ви биде уште појасно. Во 57 глава 15 стих вели: "Зашто вака вели високиот и возвишениот, вечно живиот, чие име е светец. Јас живеам на небесната височина и во светилиштето, но јас сум и со оние што имаат скршено срце и понизен дух, за да го оживувам духот на понижените и да ги оживувам срцата на поразените." Амин. Прекрасен е Господ. Божјата светост е изразена низ два аспекти: милостливост и строгост. Значи, милостливост и строгост. Да прочитаме Римјани 11 глава, 22 стих, вели: "И така, гледај ги Божјата благодат и строгост. Строгоста се пројавува кон паднатите, а Божјата благодат кон тебе, ако истрееш во благодата, зашто инаку и ти ќе бидеш одсечен." Бог е љубов. Љубовта е неговата природа на бесконечно давање. Бог бесконечно ни дава од неговата љубов и од неговата милост. Што значи таа љубов? Божјата љубов значи дека Бог има совршен план. Бог го има најдоброто за секоја една личност. Бог сите нас не сака, како што спомнав, но исто така забележуваме во овој стих дека постои Божја строгост. Божјата строгост се изразува со неговиот гнев. А неговиот гнев е одлика на неговата праведност. Неговата праведност ја изразува неговата светост. Бог действува според својата света волја и природа. Сочувството или милоста од Бога која што ја примаме е манифестација на неговата добрина која што Бог ја излева кон нас. Но во Псалм 145 и Псалм 8 и 9 стих вели: "Жалостив и милостлив е Господ, долготрпелив и многу милостлив. Господ е благ за сите, милостлив за сите своји дела." Неговата милост Бог ја изразува, постојано ја изразува, со тоа што ни овозможува да имаме време за покаяние, да може секој човек да се покае за своите гревови и да се спаси, затоа што неговиот суд е праведен и денот на неговиот суд доаѓа, тоа го знаеме. Божјата строгост, како што слушнавме, се манифестира со праведност, но неговата праведност значи дека Бог бара гревот да биде казнет. Бог е праведен и знаеме дека нема да го толерира гревот. Значи Бог е свет и од една страна разбираме дека Бог е љубов и милостлив, а од друга страна гледаме дека Бог е строг и праведен, што значи дека го казнува гревот. Како ние луѓето да се справиме со ова? Како да се справиме со сета оваа ситуација? Ние не можеме, но Бог може се. Амин. Бог даде совршено решение за да ги задоволи неговата милост и неговата праведност преку крстот. Крстот е местото каде што се сретнаа неговата љубов и неговата праведност и беа задоволени. Имено Бог се даде себе си и отплати се.
Преку праведноста на неговиот син Исус Христос, Бог не прима назад во неговото присуство и ја излева неговата љубов да ни прости и да не возлюби. Сите кои што ја примаат жртвата Исусова, кое што Исус ја направи на крстот, давајќи го својот живот, пролевајќи ја својата крв за сите нас. Сите кои што го примаат Исус, го примаат Божиот благослов да се вратат одново во Божиото присуство кој што е совршен и праведен. Ние не можеме да се вратиме во Бога и да влеземе во Божиото присуство. Знаете, Бог е совршен и праведен, а ние сме грешни и неправедни. Кога би се појавиле во неговото присуство, ние би умреле во истиот момент. Но преку Исус се отвори патот за ние да бидеме оправдани преку неговата света крв што ја пролеа за нас и да бидеме посинети од грешници, направени Божји деца, направени светии кои што блескаат со Божјата милост и светлина што Исус ни ја даде на секој еден од нас. Ова можеме да го заокружиме со стихот од Римјани 3 глава од 23 читам надолу. Вели, зашто сите сгрешија и никој не успеа да ги достигне Божјите возвишени стандарди, но поради својата милостива благонаклоност, Бог не прогласува за праведни. Оправданието ни е подарено преку откупот, што за нашите гревови го плати Исус Христос. Него Бог и јавно го испрати да биде помирителна жртва за оние што со вера го прифаќаат тоа. Бог ни покажа дека беше праведен во минатото, кога трпеливо преминуваше преку гревовите на луѓето, за потоа да ги наплати преку жртвуваната крв на Исус Христос. Бог ни покажува дека е праведен и сега кога го оправдува секој што верува во Исус, така неговата праведност никогаш не е доведена во прашање. Амин. Божјата светост се манифестира преку воскресението и последниот суд. Така неговата љубов ќе е задоволена и откриена во верниците, прославувајќи ги, а неговиот гнев како одлика на неговата правда ќе биде изразена врз оние кои што го отфрлаат Исус и она што Исус го направи на крстот. Драги мои, кога ова го читаме, не читаме религија, ние не разговараме за религии, ние разговараме за тоа кој е Бог, карактеристиките на неговиот карактер и каков е неговиот план за нас, за нашиот живот и воопшто за човештвото. Затоа, драги мои, привилегија е да се познава Бог. Привилегија е да се почувствува Светиот Дух, како ви дава жет за Божјото Слово, како ви дава копнеш да ги сакате луѓето и да чекорите по Божјиот пат. Затоа е важно да разберете дека не ние го избираме, не вие го избирате Бог, туку Бог не избира уште пред да постоиме. Тој веќе не избрал да се родиме, да постоиме на оваа земја. Но со која цел? Со која цел? За да бидеме садови на неговата љубов, кои што ќе ја излеваат безрезервно кон сите останати, кои што ќе ја извршат неговата волја, која што тој ја покажа уште на почетокот. Имено тој створи се со која цел? За да биде се во апсолутно Божјо управување. Се да биде под Божјиот авторитет. Како тоа се случува? Воспоставувајќи го Царството Божјо. Тоа е Божјиот план за сите нас и за оваа земја, за целото човештво. А сите ние да бидеме соучесници или соработници во Божјиот совршен план. Таа привилегија ја имаме по Божја милост и преку Исуса Христа. Слава на Бога. Верувам дека ги запишавте овие информации, барем она кое што ве допре во срцето. Драги мои, јас се радувам што можеме да го славиме Бога и денеска. Но Бог подготвува многу работи за нас. Со оваа конференција започнува процес на вашата преобразба и трансформација. Затоа хранете се од Божјото Слово. Слушајте го и поите се од него. Заради тоа што само Бог е тој кој што наситува, само Бог е тој кој што изградува. Слава на Бога.